Како коментирате обвинението за 27 април, бидејќи СДСМ вела дека со ова се докажало ти ВМРО ДПМН биле организатори на тој настан и за возилата во МВР за кои што техничкиот министер вели дека треба да се вратат, а како што рече денес само едно возило е вратено, останатите не. Благодарам на прашањата. Видете, не е прва ситуација и не е прва прилика СДСМ да е таа која што обвинува и осудува за било кој случај. Нашиот став во однос на случувањата за 27 април е ист и непроменет. Тоа е дека се работи за обвинение кое што е од политички мотивирачки цели, се со цел да се оцрни одредена политичка структура од опозицијата. Благодарам. Второто прашање, извинете, беше во однос на возилата кои што беа побарани да се вратат. Па се работи за повеќе десетици возила кои што се во собственост и за потребите на Министерството за внатрешни работи, од она кое што го имаме како сознание, тие возила треба ги користи Министерството за внатрешни работи, а во моментов се користеле за лични цели на поединци, односно за лични интереси, и истите биле возени за приватни цели, односно возени во своите домови после работното време. Затоа е побарано од страна на министерот да се вратат работите во нормала согласно законите и прописите и да бидат повторно во функција на Министерството за внатрешни работи, кое што од кога се задолжени од страна на трети лица тие коли останало без возила. Повелете? Министерот за внатрешни работи Наќа Чулев за прв човек на СВР Скопје го предлага Ристе Ставревски. Јавноста го памети Ставревски од политичките бомби со Гордан Екуловски и сушта неколку случаи на СЈ. Кој е вашиот став ова на СДСМ? Разбираме, СДСМ се исплашени од професионалноста на кадрите кои што ги назначува техничкиот министер предложен од ВМРО ДПМ господинот Наќа Чулев. Како што знаете, Ристе Ставревски, лицето за кое што се говори, е висок професионалец со богата кариера и искуство, и тоа може да се види од неговата биографија, бидејќи долги години наназад е во служба. Тој е професионалец, тој го поседува се уште и сертификатот за доверливи информации, кој што е издаден во периодот додека бил претходниот министер Оливер Спасовски, и од она што сакам да го потенцираме дека против господинот Ристе Ставревски не се води ниту една постапка, нема никакво обвинение и воопшто не се водело обвинение. Така да смешни им се сите обвинувања на Социјалдемократскиот сојуз и повеќе од јасно е дека се исплашени од професионалноста и не се научени на професионален однос во институцијата МВР. Така да можам само да констатирам дека стравот кој што го имаат во моментов е страв кој што јасно покажува дека тие ќе бидат поразени на предстојните парламентарни избори. Ви благодарам.